Зголемениот доток на Брегалница повторно им создава проблеми на земјоделците во Кочанскиот регион. Врнежите од дожд предизвикаа висок водостој, кој во однос на претходните неколку дена е поголем за половина метар. Од рано из утрината најкритична е состојбата во атарот на селото Прибачево, каде реката го проби земјениот насип и однесе по големи површини правокласно земјоделско земјиште засејано со ориз. Околу 10 хектара може да ориз однесено. Тука кај нас е највеќе однесено, пат е однесен, што е најбитната работа. Селото нема кај да мине нагоре, а горе има доста ниви. Нивите се однесени, сами гледате на снимката. Па ние бараме нешто од влада, од кризен штаб, да ни помогнат за се река да санира, инаку постепено носи и ги однеси нивите, ги однеси селото. Увид во состојбата на теренот веќе направиле од Дирекцијата за заштита и спасување и од Центарот за управување со кризи, зашто ќе ги известат надлежните во Скопје. Освен земјоделското земјиште, опасност од поплавување има и за неколкуте стопански објекти во непосредна близина, со оглед што во подружницата на водостопанското предпријатие во Кочани очекуваат нивото на Брегалница и понатаму да расте. Очекуваме поголем бран на вода, бидејќи од синокешново врнење на дожд горе во Малишевијата, во Берово конкретно, тек таа вода очекуваме сега да надојде. Калиманци за некоја сат време, значи треба веќе да е на прелив, што значи дека Брегалница тек надојде. Постои една мала опасност за фаќање и на село Прибачево, се уште не е алармантно, значи меѓутоа со тек на време, ако најде уште еден голем бран, има голема веројатност значи да го фати село Прибачево. Земјоделците и жителите од Прибачево велат дека неконтролираното црпење песок од речното корито, што беше карактеристично во изминатите години, сега го зема својот данок. Затоа бараат Дирекцијата за заштита и спасување итно да обезбеди дополнителни количини нафта за механизацијата што ќе го санира оштетениот насип. Се надеваат дека така ќе се спасат од повторување на поплавите што веќе им се случија минатата година.